Денеска имаме чест да слушнеме еден предавач кој што е малку надвор од нашата вообичаена фела, да речеме, на предавачи кои што ги слушаме тука со технички предавања, одека денеска ќе се зборува малку од поинаква гледна точка на работите. Предавачот денеска се вика Гордица Величковска, магистар, и кој што е советник за комуникација во исто време, и ќе кажам неколку збора за неа. Таа магистрирала како првенка на првата генерација на катедрата за општа и компаративна книжевност, па била на 6-месечен студиски престој во Страсбург како стипендист на француската влада и добро знае француски, можете да ја пробате ако знае некој. Дипломирала на факултетот за политички науки во Загреб, Хрватска, и скоро сивот свој работен стаж го поминува во македонската радио и телевизија. Почнала како новинар, уредник и така натаму, па напредувала во службите и стигнала дури до програмски директор на Собраниски канал на македонската радио и телевизија. Добитник е на многу награди и признание за јавен настав како модератор, рецитатор, водител, конкретен автор на бројни проекти на сите неделни користи за избројување. Представувањето на македонската поезија тројазично во Офенбург и во Париз. Големо професионално искуство има во јавно говорење, организирање и реализирање на културни и други манифестации, како новинарско, писателско и искуство на научник, кој што таа ги има вообличено во собствена програма. Значи има големо искуство како говорник, како оратор, и денеска е тука да ни каже како и ние да чепнеме малку од тој езнав, од тоа знаење. Поведете, Гордица. Благодарам сите професори кои бевте вклучени во организацијата и пред се во иницијативата на ова денешно предавање, професорот Геразов и професорот Гоце Арсов. Сакам да ги поздравам и професорите кои не се тука, а со кои имавме голема соработка, имам направено барем 10 емисии само за овој факултет, не само со професорите, ами и со со првенците на вашите различни смерови, како се викаат, добитници на многу награди, надвор европски награди, што се не беа. Меѓутоа, за жал, тие се сега можеби некаде надвор во Европа и не се тука присутни. Ви благодарам на сите што дојдовте и што проявивте интерес да го чуете ова мое предавање. Благодарам и на моите гости, кои ми се поддржувачи, и не само поддржувачи, тука се за да ја покажат на дело темата за која јас ќе говорам. Значи, претежно моите гости се од другата страна на интелигенцијата. Вие сте од страната на техничката интелигенција, тие се хуманисти. Повеќе има меѓу нив лекари кои ги ни држат некоја среде. Кај мојата докторка, доктор Спасенија Лиле Живковиќ од Царина, магистер, која ќе држи точно да не преминам на едната или на другата страна, него се по право да зборувам. Тука ми е исто така мојата драга гостинка со нејзиното семејство од Албанија, фан од Албанија, која посведочува со ова дека македонскиот глас, македонскиот јазик, македонското радио се слуша не само во Албанија, туку и во Грција. Таму оди има роднини и вели дека и таму во секој дом радиото, македонското радио не се исклучува, зашто правевме дори посебна емисија и да не го должам многу. Да, јас се викам Валентина Вангеловска, сум наставничка во Преспа, во Албанија, наставник по одделенска настава. Сум дојдена од Албанија за презентацијата на мојата драга пријателка Гордица Величковска. Презентацијата за јавен настап многу ме интересира, бидејќи тоа е во мојот домен на работа, значи сакам да научам повеќе и имаше многу работи кои ги науков и ќе ми користат за воиднина, за мојата професија, но и за тоа што јас сакам да го работам воиднина за емоционална интелигенција, презентации пред луѓе, пред настапи и на кој начин некои техники кои ми се потребни за јавен настап. Една тајна од искуство. Значи, не препорачувам никако да се чита. Заврши времето на социјалистички говори злодени. Да се разбереме. Тоа не го дозволувам на интелектуалци никако. Кој ќе видиме какви луѓе полуписмени има течен говор Б, интелектуалец да земе и да чита, тоа не го дозволувам. Меѓутоа, подсетник. Може нема да го поведам денеска подсетник. Видите, ама тој личи на тетрадка.
Може би ќе ми сирцат па темите, може би пребрзо ќе отидам. Јас не мерах дома, може би вие ќе мерете, ја не мерех дома. Али подсетник. И како се преоѓа на подсетникот? Значи може да е едно ливче. Прво што ќе ставите на подсетникот? Се заборават имиња, факти, бројки. Прво, немојте излагањето, дали ќе е дипломско, утре ќе имате можеби на меѓународна конференција да е може излагање, нели? Немојте излагањето, друго е за стручно списание ако е наменено. Па дури и тука сега се бара решение како тоа да се популаризира, нели? Треба да се бега од се што оптоварува, а оптоваруваат многу бројки, многу податоци, значи се бара приказна се. Али веќе ако имате нужни податоци, неколку податоци мора да имате, неколку имиња да споменете, јас ги напишам, нели, имињата каде што може да ми се случи блокада, да се подсетам. Значи, истогаш слободно ќе кажете, ако и во джеп може да ви е ливчето подсетникот, ако не сакате да имате вака, нели? Или ако немате прилика кај да го ставите, ќе речете, се извинувам, јас тука имам подсетник да не заборавам некого да спомнам. И сосема природно, додека зборувате, кажете дека јас сега ќе ми дозволите да се подсетам на ова. Тука. Намерно избегнувам да споменувам имиња од познати светски домашни авторитети за говорот, за комуникација. Тоа се имате во книга, вие баратате со интернет, ќе најдете повеќе од мене. И тоа не е она што јас сакам да го пренесам, она што сакам да го пренесам точно ова животно школо, што ретко се наоѓа, кој може да ви го пренесе. Затоа што не дека нема и други новинари, колеги, ама ја не сум само новинар. Значи ќе најдете новинар кој бил само во весник. И тој нема врска со јавен говор. Ќе најдете новинар кој е во радио, ама секогаш му е напишано и не знае да говори. Ќе најдете новинар во телевизија кој никогаш не застанал пред екран. Јас такви затекнав кога дојдов да се вработам во старата телевизија 80-та година од Загреб и тогаш телевизијата беше нова играчка, само македонска радио телевизија беше, нели немаше овие малски телевизии, да речем. Секој малска телевизија како сега, што е друг проблем. И сите телевизија, сега ти во телевизија вака, нема искуство. Со радиото има во дете искуство, пошто учествува во разни програми, но со телевизијата нема. И ќе ми рече, па знаеш, па живо, рекол настап по живо, па друго е снимена емисија, ама живо, го гледаш овој тој пензија сега киден никогаш во живо не бил. О, викам Господи Боже. И си рекол, па добро, сега ако ми се деси да ја оплескам работата, на почеток нека ја оплескам да си барам чаре на друга страна. А ако ме биде, ќе ме биде, фрле се во боги. Значи мора да постои таква храброст. Самиот да се одважиш да скокнеш во огинот. Еден американски председател, нема да го именувам, не е битно, кој сакал да биде новинар. И замислите после морал да биде председател на Америка. Затоа што не му успеал да биде новинар. Отишол да работи во некој вестник и култура го интересирала. Добро, кидеш да ја снимаш представата таа и таа во тој и тој театар. И тој оди таму и се враќа назад без извештај. Му вика уредникот, какав е извештај? Вели, па нема извештај. Зашто? Па не се одржа представата. Зошто? Па изгори театарот. Нема извештај. Значи он нема и веднаш брегол уредникот повели во новинарство нема место за тебе и не се обидуваме на друго место. Ако нема проценка дека палењето на театрот е поголема вест од одржување на представа, шо бара новинарство на вистина.